Ова е еден од 12 пати што се прават по проектот од Светска банка, по така наречен жолт видик. Зошто жолт видик? Тоа се офатени патиштата кои што се најмногу оштетени во нашата држава. Ако некој од населението прашате кога последен пат овој пат е правен, ќе ви кажат од времето на Тито. Значи, многу е обеќано во минатите влади, во минатиот период, но еве, ние го реализираме тоа што го обеќавме. Самата фреквенција ви покажува дека овој пат веќе не може да го абсорбира целиот сообраќај, затоа веќе се проектира експресен пат од граничен премин Ново село до Струмица и експресен пат кој ќе продолжи заедно со обиколницата до коридор 10. Значи тоа е кај Гевгелија, кај Смоквица. Што е целта? Да целиот овој транспорт што доаѓа од граничен премин, да протокот на стоки и услуги, економијата, бизнисот се оди по поголемо темпо, без застој, значи да има директен излез од граничен премин Ново село, од Бугарија до коридор 10. А тоа целото преку одредени клучки нормално ќе овозможи на сите земјоделци од овој регион да побрзо, побезбедно ги транспортираат своите стоки надвор до пазарите кај што им се наменети. Целото тоа ќе олесне внатрешниот сообраќај, бидејќи овој пат поминувам низ многу населени места и за жал во минатото сведоци сме и на многу сообраќајни несреќи. Морам да потенцирам дека денес сме тука на увид на патот Струмица Ново село и сакам да кажам дека се работи интензивно во делот на поврзување со граничните премини со Република Бугарија. Не само ова поврзување што е тука меѓу Струмица со бугарска граница, тоа истото се направи во Берово Клепало, граничниот премин, истото се случи и со делот на Делчево до бугарска граница, значи каде што е комплетно завршена работата, исто е кај Берово завршена. Очекуваме согласно роковите кои што се дадени исто така да тоа да се случи. Тоа поврзување, како што спомнува директорот, го правиме и со изградбата, со почнувањето на изградбата на автопатот Скопје-Блаце, така да во голема мера. Исто така во неколку наврати тоа го потенцираме во делот на со Република Грција, во делот на Битола Меджитлија, така да во континуитет работиме интензивно на она што значи поврзување со делот на другите држави, регионално поврзување. На тој начин мислиме дека ќе го подобриме, се разбира, делот на брз и безбеден транспорт и во делот на лицата, се разбира и во делот на стоките и услугите кои што треба да бидат извршени.